Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. 4 декември 2015, добар ден, јас сум Славица Арсова, со вас на брановите на Радио Слободна Македонија. Медиумите се централна тема и во ова издание на политичкиот магазин Пулт. Партиите и натаму ги кршат копијата во клубот на пратениците, а страстите во медиумската заедница ги запали последната изјава на лидерот на СДСМ Зоран Заев, во која ги прогласи 5 највлијателни медиуми во државата за своји и партиски непријатели. Предлагам да ја слушнеме неговата изјава. Дали би прифатиле било кој европски закон, законот земите членки на Европската унија, да биде применет во Македонија и дали во насока на она што го говорите за независни и слободни медиуми, нема да ги нарекувате медиумите ваши најголеми политички непријатели, а во вашите партиски соопштенија да ги нарекувате медиумите со клевети и со навреди? Во моментот, став на СДСМ и мој личен став е дека поголем политички непријател за нас како опозиција се медиумите како што се Сител, Канал 5, Алфа телевизија, Дневник и Македонската радиотелевизија. За медиумските реформи во Пулт ќе разговарам со главниот и одговорен уредник на Дневник Дарко Јаневски. Почнуваме веднаш по музичкиот вовед. Добар ден за Дарко Јаневски во Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден. Како е да се биде еден од 5 најголеми непријатели на Зоран Заев и СДСМ, сте го очекувале ли тоа со оглед на вашата општествена позиција? Па дека така не доживуваат, ние јас тоа го знам веќе 2,5 години, меѓутоа не очекував дека ќе се дозволи на ваков начин да се бламира и тоа кога веќе го стори, да бидам искрен, се едно ми е. Нема разлика во односот на СДСМ кон мене или кон Дневникот како сум јас главен уредник. Разликата е што овој пат тоа јавно го кажа и сега сме барем на чисто. Нема што тука да се... Јасна е позицијата на СДСМ, за мене и претходно беше јасна, сега тоа барем отворено кажа. Со какви притисоци во изминатиот период и какви дисквалификации како главен одговорен уредник и вашиот медиум се случува од страна на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев, бидејќи велите не е изненадување, само една јавна квалификација на односите на СДСМ кон вашиот весник и кон вас? Па постоја, не само од нив, постојат од повеќе страни константни притисоци, во главном се тоа се изведуваат на индиректен начин. На почетокот СДСМ, кога говориме веќе пак ако се сконцентрираме само на СДСМ, они се обидуваа на почетокот да реагираат или да го искажат својот став на начин што на било што ќе објавевме праќа некакви деманти, реакции и така натаму, кои што нема никаква основа во однос на тоа што е напишано, туку главно беа политички квалификации. Потоа престана со тоа, крена раце од таквиот начин на комуникација со нас, кога објавивме дека тоа веќе го сваќаме како еден смислен и константен притисок. Извесно време мислев дека ќе се тргнат на страна, меѓутоа очигледно тоа не било така. Види, притисоците се вообичаен дел, значи ги сваќаш како дел од работата. Значи, како што кажав, овде разликата е само во тоа што сега за прв пат отворено кажа и на некој начин отворија војна. Ако малце сега, ако малце подобро се размисли, ова е нешто што можеше да се очекува. Работата е што не е во нив проблемот, не е проблемот во СДСМ, јасно му е на секој дека нив друг ги води. Тоа е оној чадор со кој што се фалеше Заев и тој што не ги води, тој чадор очигледно проценил дека треба да се направи по принципот на Централен комитет на Сојуз на комунисти на Македонија и Југославија поранешен, дека треба да се направи диференцијација во Македонија, да се етикетираат како народни непријатели и тоа го гледаат одредени медиуми. Значи, порано знаете како функционирале. Свикуваат сека состанок, наоѓаат двајца-тројца комунисти кои што ќе излезат, ќе одржат говори, ќе извршат таа диференцијација, ќе кажат кој е подобен, кој е на линија на Сојузот на комунистите, а кој не е и кој треба да се осуди. Ова е токму сега се случува
Истото со тоа што СДСМ е само извршител на политиката во однос на медиумите, на политиката која што ја води Чадорот, а целта е повторно во Македонија да се добие едноумие. Значи не може да има вакво и такво мислење. Значи не може да има мислење кое што ќе вели дека едно нешто е добро, а друго мислење кое што ќе каже дека тоа е нешто е лошо, па јавноста нека си проценува само и врз основа на тоа нека изведува своји заклучоци за тоа како и што ќе гласа на избори. Туку има да биде едноумие. Ако излегол Колин Пауел во Совет за безбедност и кажал дека Садам Хусин има хемиски фабрики, се едно што вие сте свесни дека нема, има сите да ја следите таа линија. Ако се каже дека треба да се бомбардираат таму некои деца и да се убијат, вие тоа ќе го премолчувате или ќе велите дека така треба да се направи. Тоа е обидот. Тука тоа е целта, тоа е идејата овде да се спроведе и јасно вие дека еден Зоран Заев или таму раководството на СДСМ е само извршител на оваа гнасна игра. Не случајно во Македонија се фрлаат милиони и милиони евра за така наречени слободни медиуми, наспроти овие неслободните. А од друга страна, доколку погледнете, ќе видите дека тие се можеби најдолниот дел од новинарството во Македонија. Најголемите плјуканици, најголемите гнасни работи се објавуваат токму од тие кои што најголемите лаги. Вие имате серија на доколку земете да анализирате, ќе видите медиуми финансирани од УСАИД, од Сорос и така натаму, кои што секој ден објавуваат по некаква лага која што е смешна. Се оди до таму, например, Груевски вели таму во собрание дека Мерцедесот бил за странски гости, следниот ден читате дека он рекол дека тоа е за странски служби. Сето тоа се финансира од Чадорот. На тој Чадор сега му пречат овие медиуми. Каков и да е дневник, не е битно. Сепак, Дарко, станува збор за највлијателните медиуми во државата. 5 највлијателни држави беа квалификувани како непријателски. Каде новинарите од овие медиуми, стотици новинари се ангажирани, дополнителен број на медиумски работници работат во овие медиуми, каде би можеле да побараат заштита ако велите бесполезно е да се бара поддршка од меѓународната заедница, од меѓународните организации во оваа битка која што ја отвори Зоран Заев против медиумите, тогаш каде би можело да се бара поддршка со оглед на тоа што сега судбината на овие медиуми е ставена на преговарачка маса помеѓу партиите? Види, јас немам против ако некој сака да бара од таму од каде што му викаат дека е никаков. А немам против тој да оди таму да бара. Јас тоа нема да го правам. Ние или ќе изградиме држава, која што во овој момент ја немаме, или нема да ја изградиме. Мене државата нема да ми ја изгради некој амбасада. Значи, или самите ќе го изведеме тој процес, или нема да го изведеме. Нема да го изведеме така што ќе одам јас ќе барам заштита по Европска унија или било каде. Па од таму доаѓа проблемот. Не го отвори СДСМ овој процес. СДСМ ќе го проблематизираше постојано. Значи, они имаат проблем со нивниот рейтинг. И мора да најдат виновник во РТВ, медиумите се виновни, ако ја видите анкетата на ИРИ за кој ќе ги соберете медиумите кои што Заев ги оквалификува и кој ќе ги соберете гледаноста на сите други кои што не ги оквалификува, ќе видите дека горе доле заедно се тукани. Како тогаш он има 5%, а Груевски има 18%. Еве само дневник е спомнат од печатењите. Па што прават тогаш другите? Или им се неспособни да могу избилдаат рейтингот, или имаат некаков друг проблем. Меѓутоа, јас не можам... Они се обидуваат таа ситуација да ја сменат и таа меѓутоа тешко им оди. Не случајно се фрлени иначе стотици милиони евра. Ако можеа до сега да ја сменат, ќе ја сменеа и овој проблем за нив немаше да постои. Меѓутоа, јас не можам да одам од нив да барам заштита. Како ќе барам кога тој сака да ме нема? Не една порака сум добил за тоа како сум и што сум од тие од Чадорот. Дарко, ќе продолжиме по куса пауза за реклами. Разговарам со Дарко Јаневски, главен и одговорен уредник на Дневник.
Дарко, СДСМ во преговорите за медиумските реформи излаза со одредени барања кои од дел од медиумската заедница беа оценети како барања за цензура и идеолошка цензура врз медиумите. Се бараше да постои казнување за необјективност, пристрасност, за информирање кое што повеќе застапува една политичка опција од друга. Тоа се тешко мерливи критериуми. Каков е твојот став? Може ли да се прифатат едни вакви предлози какви што СДСМ стави на преговарачката маса во клубот на претеници? Тоа е во рамки на она што го кажував пред малку. Значи, порано постоеше Сојуз на комунисти и постоеше Социјалистички сојуз на работен народ. Тој Социјалистички сојуз беше базата на општеството. Таму треба да дојдат идеи за тоа како општеството да се развива и потоа тие полека како се оди према врвот да се канализираат за на крај исчистени да дојдат пред централниот комитет и таму да се реши. И значи тој поредок и тој ред, ова не е ништо различно од тоа. Значи имаш некој човек кој што одредува што е објективно, што не е објективно, што е професионално, што не е професионално и он тебе ќе ти кажува сега дали треба и што треба да се прави. Јасно ти е дека тоа станува збор сушна за една комунистичка идеолошка матрица, која што пак се обидуваат да ја спроведат овие демокративе, кои што го немаат измислено и промовирано комунизмот, меѓутоа од таа страна во 33-та има дојдено пак фашизмот, два концепта кои што се едниот десен, едниот крајно лев, меѓутоа кои што се во суштина блиски еден до друг, па дури ако сакаш и по последиците по однос на тоа кој систем, колку луѓе има ликвидирано и така натаму. Ова не се разликува, значи идеолошки гледано, ова не се разликува од начинот на кој што во таа сфера функционирале тие системи. Имаш идеолошка комисија, имаш цензори, меѓутоа поентата не е тоа да функционира на долг рок, туку со тек на време луѓето сами да си научат што треба и како треба. Кога вие сте помлади, кога умре Тито, значи тоа беше објавено негде неколку часа подоцна или не знам што, меѓутоа меѓу народот веќе се знаеше, они меѓу себе ше потеа што не знаеа, чекај тоа смеам гласно да го кажам или не смеам дека починал другарот Тито. Значи кај веќе беше во тоа време влезено во матрицата, во крвта, во начинот на размислување. Овде од прилика е идејата да се дојде до некоја таква слична состојба во општеството, затоа се игра на повеќе ниво. Едното ниво е сега на терен, тоа треба да го каже и да го застапува СДСМ, на другата страна се овие што ги финансира УСАИД, Сорос и така натаму, медиумски кои што тоа треба да го покријат. И тука нема разлика, тоа е сосема различно од концептот кој што се застапува за постоење на различни мислења, кој што во основа би требало да биде поттикнуван, промовиран и така натаму од овие западни амбасадори, односно од чадорот на ЗАЕ. Сосема е јасно дека они играат спротивно, сакаат овде да имаат едно насочна и мирна атмосфера, да нема многу бранувања, да се знае кој командува. Груевски доди по села таму и да отвара чешми, водопади, да врти со телефонот, да што ви треба. Меѓутоа политиката да се креира на друго место и да нема медиуми кои што тоа ќе го брануваат и ќе го проблематизираат. Дали е поблаг предлогот на Ван Хауте со кој што советите на Агенцијата за медиуми и Советот на Македонската радио и телевизија треба сепак да го конституираат партиите со политички договор во парламентот? Значи, на сегашниот постојниот закон во тој дел ништо не му фали. Тоа што таму треба да се измени, во крајна линија, мислам дека вие тоа го објавувавте, тоа е донесен со европски пари, по надзор на ОПСЕ, па дури госпожа Дуња беше тука или ако не беше, не знам, и она даде. Беше тука, имаше и дури изјава дека ова е еден навистина европски либерален закон, еден од подобрите закони за регулирање на медиумската сфера. Ете така, значи госпожа Дуња, која што овде коси корнеа пред 2 години кога прашавме во еден весник британски, кој што имаше проблем со тамошните власти, дали
Вие сте се обратили или дали до вас ве контактирала госпожа Мијатовиќ, он е рекол, а која е таа, па овде падна во несвес, како тоа сме смееле да го објавиме. Меѓутоа, еве целиот тој, овој постојниот закон го има поминато целиот тој систем. Тоа што таму треба да се направи е само да се внесат порталите и да заврши приказната, така што не постои можност да се дебатира за тоа дали предлогот на белгијецот е добар или лош. Тој предлог, всушност, една од идеите беше ние СДСМ ќе предложи лош закон, ако помине, ако не помине, а најверојатно нема да помине, тогаш белгијецот ќе слезе со некој компромис и тогаш кој што ќе биде исто така катастрофално лош, меѓутоа тогаш сите ние треба да кажеме леле, браво, колку е сега добро, еве ајде компромис, нека го прифати и ВМРО и готово и да завршиме работата, а тоа ќе биде исто така катастрофа. Во крајна линија, меѓутоа, што е тоа што му фали на сегашниот закон во тој дел, например, како да се именува директорот на агенцијата. Нема никаква врска. Гледате дека подобро од сегашното решение е здрави. А сега видите, вие не можете да исклучите дека преку лобирање, на разни начини, некој што ќе биде избран, ќе биде поблизок до ово или до оној. Тоа не можете никако да го елиминирате. И тоа го има сегде, во секоја земја. Во крајна линија, кога одбирате некој човек, тој има начин на размислување. Како тоа ќе го смените? Така што законот сега е во ред. Меѓутоа, целиот проблем се создаде, потекнува всушност од таа идеја во Македонија да се воведе еден начин на размислување, еден систем на размислување. Може доле во базата, може полутивко меѓу себе да се изборуваме како сакаме, меѓутоа подоцна преку системот на Социјалистички сојуз, сето тоа ќе се канализира, ќе си дојде до цека и надвор ќе излегува само една мисла, и тука да нема многу разлика. Денеска на вашата насловна страна споделивте еден фейсбук статус на портпаролот на СДСМ Петра Шилегов, кој воедно и пратеник во Македонското собрание, кој вчера јавно се закани на уредникот на телевизија Сител дека ќе заврши во затвор. Може би е недоволно сериозно фейсбук статуси да се коментираат, меѓутоа во цела оваа атмосфера се чини дека нервозата кај СДСМ особено порасна откако беа објавени оние анкети за кои пред малку говоревме. Сметате ли дека овој неразумен предлог за медиумите и цела оваа војна која се отвори во изминатите денови е уште еден опит за одолговлекување на преговорите од страна на СДСМ и барање на одложување на изборите и пропаѓање на договорот од пржина, бидејќи анкетите покажаа дека овој договор воопшто не оди во прилог на опозицијата, имајќи и предвид временските рокови. Значи, да се вратам прво на Фейсбук, значи, доколку следите еден дел од медиумите во Македонија, ќе видите дека кај нив Фейсбук е меѓу главните извори на информации, што навистина признавам дека тоа е несериозно. Ова е прв пат да се занимавам или да пренесам нешто што некој објавил на Фейсбук, меѓутоа е во контекст на атмосферата која што ја создаде Зоран Заев. И второ, да не забораваме дека господинот кој што тоа го објави е политичар, дека во моментов е председател на анкетна комисија. Еве, ајде да ја свртиме поинако работата, да кажеме дека Илија Димовски од другата страна или не знам некој од тоа ниво во ВМРО да помине, ќе објави Фейсбук статус кај што ќе каже на некој новинар од условно каже на другата страна, ти ќе завршиш во затвор. Дали тоа ќе биде главна вест во држава? Предпоставам дека главна вест во држава ќе беше ако Груевски прогласеше медиумски непријатели. Веројатно дека целата меѓународна заедница ќе беше веднаш вознемирена од една таква изјава. Нормално, веднаш ќе дојде пред начело со како беше она, кога се истовари Гарет со неколку бели, не знам зашто тогаш го немаше, меѓутоа Гарет, германската амбасадорка, италијанецот, француската амбасадорка, кога дојде овдека пред влада да држат пресконференција, гледате дека ги нема денеска пред Бихачка да дојде. Тоа е во контекст на она што пред малку го зборав за чадорот, меѓутоа, значи ова да го објаснам, со Facebook статусот за да не испадне. Значи ова е еден исклучок кој што сметав дека треба да се направи, бидејќи сепак се работи за закана од човек кој што е политичар, кој што е пратеник, кој што претендира, односно кој што е убеден дека на 24 април ќе дојде на власт, ќе биде некаков министер или не знам што. И нормално е дека такво нешто
ne treba da se premoći i da ne se objavi. A što se odnesува до Нервозата кај СДСМ, која што беше особено засилена по последните анкети на релевантни меѓународни истражувачки центри на јавното мислење. СДСМ ќе мора да се соочи со тоа дека е потрошена во овој момент како партија, дека е потрошена од чадорот и дека тоа е насекомо јасно и дека сега се обидуваат да извлечат максимум од СДСМ, максимум во смисла на тоа колкава штета може да му создаде на ВМРО ДПМН и потоа ќе бидат пуштени низ вода. Тоа е проблем на овој дел од раководството на СДСМ. Они веројатно ќе се обезбедат за себе некоја заштита, меѓутоа политички они ја завршија својата приказна, вклучувајќи го тука и мислењето во однос на мислењето на нивните ментори. Нема да може да останат, бидејќи после ова они се практично неупотребливи. Сега се СДСМ не само опозиција, тие се дел од власта. Како сте задоволни како новинари, како уредник од транспарентноста која што ја покажа нивните министри во владата, Министерството за внатрешни работи, кое што го предводи Оливер Спасовски, генерален секретар на СДСМ, дел од медиумите му забележа дека целосно ја затвори ова институција и дека комплетно несериозно се однесува кон јавноста во изминатиот период. Јас сакав да бидеме малку резервирани во почетокот, додека се снајдат, сепак се тоа партиски функционери кои се занимавале со сосема друга работа. Имаше например, имаше интервју министерката за труд, не знам каде беше, во кое што образлага како ќе го викнала директорот на агенција за вработување да видат со стапката невработено. Значи имате човек кој што не прави разлика меѓу броење на невработени, што го врши агенцијата за вработување, и стапка на невработеност, која што се нешто што го работи Државниот завод за статистика по методологија на меѓународна организација на труд, која што пак е дел од Организацијата на Обединените нации. А таа методологија на утврдување на стапка на невработеност, например, ја имаат прифатено сите овие наши западни пријатели и таму каде финансиски институции кај што клечиме, како ММФ, Светска банка и така натаму. Така што тоа, гледано од новинарски аспект, би било една бомбона за да извадите на насловни и да кажете колку новата министерка знае или не знае. Меѓутоа, сакав од почеток да имаме резерва према затвореноста на Министерството за внатрешни работи, да не се занимаваме премногу со тоа и да ги оставиме луѓето малце да се снајдат, инаку таму веројатно и самите знаете дека за да добиете дозвола да снимате на граница треба да пратите мейл денеска за да добиете дозвола утре или за во понеделник или за утре или за во понеделника, што значи имате работа со луѓе кои што не разбираат дека ако некој таму сега погине, вас би треба тоа итно. Ни останува малце да се смееме на тоа и ни создава проблеми во работата. Тоа ја отсликува структурата, начинот на размислување на тие луѓе, меѓутоа не сакав во почетокот во вестникот да се занимаваме премногу со тоа. Сепак она не можеше да се биде резервиран кон она што се случуваше во Министерството за финансии и повикот на заев кон банките да не лицитираат на аукцијата на хартија од вредност. Тоа е посебен скандал кој што некако помина второстепено во однос на ова етикетирање малце. Ние зедовме да се занимаваме сами, бевме посочени, па зедовме да се занимаваме сами со себе, оно упати директна закана да кај нас изврши еден проглас, значи не етикетираше како непријатели и кажа што мисли да прави. Значи заканата ја пласираше, меѓутоа одеа пласираше заканата кон банкарите, велејќи дека доколку купуваат државни хартии од вредност, тоа ќе биде подложно на преиспитување подоцна од како они ќе дојдат на власт, што е директен обид, значи да се удри кон сегашната поставеност на финансискиот систем и да се спречи евентуално собирање на тие 70-80 милиона или 100 колку беше планирано, кои што биле потребни
како што тврди Ставровски, за да се врати тој долг кој што доспева сега на 8. Друго е прашањето зашто ние не сме успеале да сега да заштедиме без да емитуваме други харти од вредност, меѓутоа тоа беше класична уцена класична закана кон банкарскиот, кон луѓето кои што го водат тој банкарски систем во Македонија. Внимавајте што правиме, кој ќе дојдеме ние на власт, тогаш ќе видите што ќе ви се случи ако сега купувате и му помагате на Груевски, не знам што да. Со тоа банкарите влега како уште една група која што е под закана и под уцена од па веројатно лидерот. постепено до 24 април сите групи кои што постојат во оваа држава, кои што имаат некако влијание во на еден или на друг начин во општествениот живот во државата, сите ќе се соочат со тие закани. Тоа е начинот на кој што тргнала партија и они нема да отстапат од тоа. Дарко Јановски во пулт на Радио Слободна Македонија, ви благодарам што бевте со мене за оваа политичка анализа оваа петочно утро. Благодарам и на вас. Почитувани слушатели, останете со пулт, одиме со музичка пауза и пауза за реклами. Во првиот дел на емисијата Пулт разговаравме со Дарко Јановски, главен и одговорен уредник на дневниот весник Дневник. Кон крајот на ова петочно издание на Пулт, би сакала да ги слушнеме и ставовите на Сдруженијето на новинарите на Македонија, односно на нивниот председател Насер Салмани, како и на првите луѓе уредниците на Сител телевизија, Канал 5, Алфа и Македонската радио телевизија, откако лидерот на опозицијската СДСМ ги прогласи топ 5 највлијателни медиуми во Република Македонија за своји непријатели. Ги загуби сите политички битки, само треба нови непријатели. Само се непријатели медиумите. Самиот збор, некому да кажеш ти си ми непријател, дури не е ни противник. Ти си ми непријател, својата политичка кариера си ја завршил. Тука што Заев нема што повеќе се разговара, чекаме да дојде 24 април, тој да го доживее тоа што ќе го доживее, што и ред не го покажува, и да почекаме нов човек во СДСМ со кој ќе комуницираме како медиуми со партија, а не човек кој ќе не доживува како непријатели, ќе не покажува со прст и ќе ги мотивира нивните симпатизери од коцкасти карактер, да ја тепаат Ивона Талевска, да кршат у Република, да кршат у Курир, да кршат опрема на други телевизии и да мислат дека тоа е нормално. Сме можеби единствената земја во Европа каде што лидер на опозиција кој треба да се бори за слобода, барем така он кажува, кој треба да се бори за место, кој треба да ги има медиумите на своја страна, да излегува и да отвара директно војна, не со еден медиум. Значи со 4 најголеми телевизии со најчитаниот весник. Значи тој отвара војна со сите наши гледачи, со читателите на Дневник, со гледачите на Сител, со гледачите на Алфа, на Канал 5, па и на МРТВ. Значи он отвара војна со сите тие што седнуваат секоја вечер пред екраните и не гледаат нас. Да, навреда е затоа што ние сме новинари. Јас не сум политичар, никој овде на масава, колку што знам, не е политичар и ние не водиме политика и не водиме никаква политичка битка со опозицијата или со било која партија. Ние најверојатно ќе треба да се плашиме и за нашата безбедност, за безбедноста на нашите вработени во телевизиите, за безбедноста на крајот на криштата и на нашите семејства. А дали таа безбедност ќе може да ни обезбеди генералниот секретар на истата таа партија, кој што сега треба да обезбедува безбедност на територија на цела Македонија и на сите луѓе, 2 милиони луѓе што живеат овде. Дали ќе може да ни обезбеди нам таа безбедност кога веќе некој повикува, неговиот лидер веќе повикува на линч? Сметам дека ова е несериозна изјава на лидерот на опозицијата. Опозицијата на Македонија место да создаде услови за подобри услови за работа на медиумите, апсолутно не му е работа да се занимава и да даде квалификации за начинот како медиумите работат. Мислам дека ова е уште еден доказ дека политичките партии во Македонија не се заинтересирани да ги ослободат медиумите од политичкиот и финансискиот притисок. Дека медиумите имаат право да имат било каков однос кон ваквата изјава на лидерот на опозицијата. Меѓутоа, јас сметам дека прашање на луѓето во опозицијата, на членовите и симпатизерите на СДСМ, дали Зоран Заев ќе им биде лидер или некој друг. Мислам дека е крајно време политичките партии да престанат да на ваков безобразен начин да вршат притисок врз медиумите. Како медиумите ќе известуваат е прашање на медиумите. Како ќе ги оценат за нашата работа единствено меродавен ќе биде јавноста како ќе оценува нашата работа, а не е работа на
Нам како Европски парламент ни е потребен медиумски закон во Македонија, што ќе биде според стандардите на Европската унија и кој ќе гарантира слобода. Јас доаѓам од посткомунистичка земја и нема шанси ние повторно да прифатиме било какви закони што ќе донесат цензура или затворање на некоја телевизиско-медиумска станица или радиостаница. Нам ни треба медиумски закон што ќе гарантира слобода на изразување, слобода на мислење и слобода на уште многу други работи што ќе можам да ги набројувам. Според последните информации, во текот на вчерашните преговори за медиумите немало приближување на ставовите. Социјалдемократскиот сојуз и натаму барал казнување за медиумите и новинарите за идеолошки категории, односно за така наречено непристрасно или необјективно информирање. Како ќе течат преговорите и во текот на следните денови ќе слушнете во информативните емисии на Радио Слободна Македонија. Толку во ова издание на Пулт. Останете со нашата програма. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на Пулт на Радио Слободна Македонија, продукција Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 4 декември. Овде го заклучувам ова издание на оваа радио емисија и ве поканувам да останете со нашата програма. Имајте пријатен ден и добар викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.